Првиот соработник или советникот на министерот на смртта во владата на Груевски, денеска од позиција на само прогласен лидер на опозицијата, обвинува за соработка човек кој што првично не дели никакви социјал-демократски вредности, човек кој што своето време го поминува во луксус, раскош, на јахти, во скапи автомобили, во континуитет подржан од неговиот политички гуру Зоран Заев, не може да биде човек кој што ќе представува социјалдемократијата во Македонија. Истиот ниту знае со колкав имот располага, ниту може самиот становите да си ги преброи, па оставам на јавноста да процени дали тој е вистинскиот социјалдемократ. За жал, таа некогаш државотворна партија, која што денеска се сведува да дојде и под 100.000 гласа во државата, секојдневно ја напуштаат неизините реални членови и се придружуваат во знам, бидејќи го препознаваат дека знаме политичка партија која што настана од обичните граѓани и се уште ги држи асномските и крушевските вредности. Јас денеска повторно ќе повторам. Нека избере време, нека избере место, нека избере новинар или новинари, дури и оние негови апологети кои што му се на платниот список, и нека се одважи да дојде на телевизиски дуел пред лицето на јавноста, да ги изнесеме аргументите и фактите, па да видиме и кој е подизведувач, но да видиме и кој е сабконтрактор во овој момент. Бидејќи колку што гледам, неговото време претежно поминува во Дубај, па треба да даде и објаснување на многу отворени прашања во јавноста. Од начинот како тоа се добива златна виза за Дубај, дополнително за сите инвестиции со кои средства се прават и пласираат таму, бидејќи за да добиете таква виза, првенствено треба да бидете инвеститор во таа држава. Како тоа еден човек од позиција на еден државен службеник или во овој случај со една докторска плата поседува толкав имот? Еве, Венко одважи се и излези да се соочиме пред јавноста и верувам дека ќе смогнеш сила и храброст, а слободно поведи си собствена публика и јас ќе видам сам. Максим Димитриевски, кандидат за градоначалник на Куманово. Реден број 2.